civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Може би ја не доаѓам од таков бекграунд како Кристина, каде што сама го искусила тој мултикултурализам во секојдневните, во нивната трпеза. Во моите околности јас сум живел во Струга која е мултикултурно, сум учел албански, па после во гимназија македонски, па во студии во Англија англиски и така натаму. И самото искуство ти дава можност да го разбереш светот многу поразлично од тоа што некои жешки глави сакаат тоа да го третираат во нашиот локален контекст. Без дискусија дека ова е едно големо богатство за сите нас, се додека не успееме да го канализираме и да го разбереме искрено тоа што во теорија и мултикултурализмот нуди. Јас предавам во универзитет, еден од предметите е мултикултурализмот и вредностите, примери од вакви вредности се многу низ цела историја и фактот дека уште се трудиме со проекти да наведеме, да ги потенцираме тие вредности, покажува дека можеби ќе треба уште повеќе да сме поискрени едни на други и ова да се надмине. Ја во видеоделот кажав дека повеќе од нашиве градови, посебно мојот град е град во кој ние живееме, имаме една река и сите живееме покрај таа река, повеќето, нажалост, и со граѓаниве живееме покрај едни со други, но не живееме едни со други. И би сакал дека да разбереме дека по етничка основа не може да го поделиме целиот ова поднебје и ова би била една добра почетна точка и мислам со вакви иницијативи очигледно се надградуваат сите тие вредности и нормално подигаме свеста која многу е потребна, посебно сега во овој период каде што поминуваме низ една голема светска пандемија, каде што разбираме дека големите несреќи не прашуваат за етнички групи, за религиозни групи и натаму, него сите заедно се имаме предизвик заеднички. И нека биде ова уште една порака да искрено го сватиме тоа како една голема вредност и предност за сите ние што живееме во овој регион. Моето искуство како еден од начините да го разберам тој свет и различностите да не гледаме како некој предизвик. Тоа што јас го правам и за која сум и квалификуван на некој начин во мојата работа во универзитет е со младата генерација да се работи. Ја веќе со години предавам и во докторски и во магистерската програма предмет од мултикултурата, од која што се надеваш дека ќе имаш еден директен резултат на тие верувања со кои сум пораснал. Дел од овие предизвици или резултати не може да го имаме од постарава генерација. Немам некој предрасуд дека сите се такви, но верувам дека еден од најдобрите начини да овој феномен стане нормалност е со помладата генерација. И ја во тоа верувам и еден прост и родителски пристап за мене е носи на мојата черка во клубови кои се мултикултурни, кои имаат цел спортот, на часови по пијано кои се пак мултикултурни, без разлика кој е професорот или кој е изведувачот или училиштето. Значи, мора со вакви општи и конкретни примери да покажеме прво дека веруваме во тие заеднички вредности и останато ќе покаже времето колку ќе успее или како уметници колку ние сме имале некој позитивен пример на цело ова. Знам и од дискусиве што ги имав и со екипа во Цивил, ние генерално се трудиме да направиме една позитивна порака низ се во ова, но и како во многуте
минати примери од минатото, политиката не ја расипува ова слика и се надевам дека тие ќе научат многу повеќе од музиката, од уметноста, која е еден универзален јазик и знае да ги гледа работите по-релаксирано и по-реално од тие нивни толкување на реалност. Повеќето во ова време на глобализам притисокот постои во самата етничка група. Нема веќе етнички групи кои се хетерогени, во кои немаат различности, нема културни разлики и така натаму. Самиот начин или пристап што ние треба да развиеме како општество дека различното не е некој хендикеп и дури не треба да имаме илузија дека све ќе биде хетерогено и сите ќе мислиме. И веќе хомогеноста не постои во овој глобален свет. И како дел од тоа разбирање би требало да има и резултати. Колку сме ние љубопитни како музичари да научиме нешто ново, еден инструмент или една хармонска линија и цело време се импресионираме од тоа различност и од ова нова љубопитност, ако ова може да се рефлектира како некакво огледало и на пристапот на луѓе како тие се гледаат некои други, а таа љубопитност да и пак позитивна како што ние гледаме во нашиве инструменти, тоа љубопитност ќе има позитивни резултати. Ако љубопитноста само чекај да најдам нешто што ќе креира нови проблеми, тоаш не е веќе љубопитност, него има други некои тешки сценарија. Значи, ако треба со еден збор, ја би рекол љубопитност, нормално со цел да научиш нешто ново и да хармонски, како што е музиката организирана, да и ние живееме во ова поднебие. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.